Почитувани гледачи, добро вечер со ново издание на Анализа 24. Вечерашната емисија ја посветуваме на владењето на правото, на состојбата во правосудството и со правораздавањето. Ете како мотив денешниот дел од процедурата за избор на државен јавен обвинител и мислењата што ги даде Советот на јавни обвинители. Гости во вечерашната дебата ни се господинот Туше Гошев, своевремено министер за правда и адвокат. Господин Гошев, добро вечер и благодарам што прифативте поканата. Така, универзитетскиот професор Гордан Калајџиев, професоре, благодарам и вие што сте дел од ова издание на Анализа 24, и Дарко Абрамовски, председател или извршен директор на коалицијата Сите за правично судење. Абрамовски, добро вечер и вам, благодарам што сте дел од ова издание на емисијата. Благодарам на поканата. Еве, денеска како лајт мотив пак ќе речеме дел од процедурата, бидејќи не е таа завршена околу изборот на државен јавен обвинител. Денеска Советот од 5 кандидатури им даде позитивно мислење на 4 кандидатури, така да владата има добар одбир или има можност за бирање. Господине Гошев, еве па сега и се наметнува прашањето, се бориме за независни институции, зошто државниот јавен обвинител да не го избере самата фела, туку да мора пак да е предлог од владата, а потоа го именува собранието си. Вака, поаѓајќи од уставоправниот поредок на нашата земја, ние прифативме парламентарен систем. Тоа значи дека во темелните вредности на тој систем во Уставот во членот 8 имаме поделба на власта. Поделени се законодавната, извршната и судската власт. Што се однесува за правосудната власт или судската власт, како сите ја нарекуваат, мораше да се обезбеди и системот чек баланс, да властите за да може да функционираат, тие треба едни со други да се контролираат, да не излегуваат надвор од системот. Ваквиот концепт на Уставот беше прифатен и од сите експерти на Европската Унија. Тогаш за прв пат Република Македонија кажаа дека ги исполнува условите заедно со Словенија да бидеме кандидат, да добиеме независност како независна држава. Меѓутоа, одејќи по нормативистичките теории, тоа развивањето на поделбата на власта, правењето на самостојноста, независноста, што се однесува на тој принцип измените на Уставот, мислам дека направија декомпонирање на уставноправниот поредок на земјата. А тоа значи дека власт која се конституира од Македонија, без народот да му пренесе на него суверенитет за може да одлучува, бидејќи само слободен народ може да донесува устав и да ја уредува земјата и да може да оснива земја, не може власт само од себе да се конституира. По нормативистичките теории за организација на државната власт, како и теориите на Левинштайн, кога некоја од власта почнува да функционира по своја совест и ведување, тогаш се нарушува принципот на чек баланс. Ние сме сега во оваа состојба. Кај нас не функционира собранието, не функционира извршната власт, владата, не функционира судската власт. Не може ние само да се повикуваме дека судската власт не чини. Меѓутоа, што направило собранието за да му помогне на судската власт да го исправи на правиот пат, односно да го примени принципот на владење на правото, а тоа е rule of law на англискиот принцип, Рајштад на германската држава, а кај нас владењето на правото, а тоа значи доследна примена на сите правни норми и дека законите се општи правни правила кои треба да уредуваат неодреден број на случаеви со исти битни обележја, а не да бидат инструмент за остварување на дадени интереси. Во последно време, законодавната функција на собранието практично значи остварување на интереси на одредени политики, на одредени политички партии. Правењето на асиметрични политички заедници, рушењето на концептот на земјата кој треба да биде заеднички на сите политички партии, кај нас правниот систем не функционира. Тука некаде го лоцирате и ова зошто собранието по предлог на владата да именува. Тука го лоцирам и предлогот, бидејќи уште во првиот закон за јавното обвинителство, на кој јас бев предлагач, јас го бранев пред собранието, јас го предлагав тој закон, тогаш собранието повторно го бираше. Републичкиот судски совет или само го предлагаше на собранието, а собранието ги бираше
тие функции согласно на уставот. Поточно на членот 106 од уставот на Република Македонија. Така се бираат тие. Така. А Калеџиев, еве што мислите вие за ова? Ќе дојде има ли некојаш судската обвинителската фела сама да си го избира првиот меѓу еднаквите, како да кажеме? И дали тоа ќе придонесе за поголема независност, бидејќи еве тоа е борбата, нели? Секоја власт да си биде независна. Па искрено да ви кажам, веројатно главната причина зашто не функционира овој модел на поделба на власта, кој што ние не сме имале прилика да бираме друг модел. Едноставно тоа е моделот на модерните демократи од западен тип, како што ние сме се определили да градиме. Проблемот со обвинителството е малку посложен од овој проблемот само на подела на власта и на checks and balances, инаку таа меѓуконтрола е веројатно најслабата точка на дисфункционалност на системот. Меѓутоа, вие гледам прашувате повеќе за обвинителството и начинот на избор. Тргнувајќи од тоа дека претпоставувате дека има некоја логика обвинителската власт, односно јавното обвинителство, да биде подеднакво независно како и судството. Да. Ама тоа уствари не е ни баш така, нити на светски план. Се уште ни глобално се нема, државите немаат фатено јасен правец, иако има тежнење кон се поголема независност, меѓутоа доминантен модел се уште е дека државното обвинителство е баш така државно, односно повеќе представник на извршната власт отколку на судската. Ние, искрено да ви кажам, во нашава држава не сме имали до сега сериозна дебата, научна или поширока, за тоа кој правец и како да го гради, да го фати обвинителството. Идеите за кои водеа кон определбата за приклонување кон независност, иако во уставот е само определено само како самостојно, а не и независно. Срамежливо во законот за обвинителство се спомнуваат независно функционирање. Точно, да. Но не е како начален принцип. Повеќе беше, да речам, резултат на некои проекти. Например, беа доста присутни италијаните, кај што имаме овој модел обвинителството да добива се пореки карактеристики на независно како и судската власт. И некако тука почнавме да приклонуваме кој тој модел, меѓутоа не сме воделе дебата. Ние обвинителството секогаш било да речам колатерална последица на измените во судството. На некој сличен начин се решавале проблемите. Ние до сега сме немале вистинска дебата и овие закони што сега ги се нудат како реформски не се никаква вистинска реформа. Ние на базичните прашања еве за поставеноста, важно прашање е прашањето како ќе функционира и во која мера централизмот и субординацијата во обвинителството, бидејќи ние тоа во голема мера го растуривме, а во практика се уште го имаме, демек да не можат повисоките обвинители за да се спречи политички влијанија да им се мешат на пониските. Меѓутоа контролната функција е отежната на повисоките обвинители. Во добар дел е чудно решението што нашите висши обвинителства практично останаа без работа во оној момент кога решивме целата основна надежност на судовите да ја пренесеме на основните судови. И висшите обвинителства кои што работеа на потешките предмети пред старите окружни судови, кои што беа во прв степен надлежни за потешките кривични дела и потешките граѓански спорови, практично останаа во воздух. И тука се немаме сериозни анализи. Морам да признам дека една од ретките студии за овие проблеми на обвинителството е токму книгата, практично објавен докторат на еден од кандидатите за кој што збориме, обвинителката Лидија Ричовиќ,
он одбрани докторат на оваа тема, на поставеност и главните проблеми на функционалноста на обвинителството, и мислам дека дури се залагаше за некој начин до укинување на висшите обвинителства. Точно, го ја држи таа теза дека Така што, како непотребни. начинот на избор беше во кој што доминира владата, и секоја нова влада нормално сакаше да си постави свој обвинител. Беше еден од проблемите за кој се дискутира најмалку 20 години назад. Меѓутоа, ниедна до сега влада не се осуди да направи исчекор. Се сеќавате најхрабар исчекор беше можеби едно време кога се предложи да усвоиме можеби радикално решение, опозицијата да го предлага. Да не го спомна Заев, ако го спомнете Заев, одма ќе почнат да ве ботовите ВМРО-вски да ве љукаат. Но тоа беше навистина добра идеја, која што не беше некако со државната изборна комисија да е претседател не беше вистинска, вака добро звучеше, беше искористена во некои цели. Меѓутоа кога дојде време евентуално да се направи имплементација, овој исчекорот што е направен дојде исто падна од небо во времето кога се усвои специјално решение за специјалниот обвинител овој на организиран криминал. Исто немаше некоја битна расправа, јас лично не знам од каде дојде тој демократски предлог да го бираат самите обвинители. И тоа би било, да речам, еден од можните решенија кога би се избегнало влијанието на владата. Друго би било да се бира како и на општи избори или што ја знам. Меѓутоа се покажува дека до сега не сме имале власт која што надвор од реторичките приказни за самостојността би се откажала од обидот да ги има под своја чизма, да не речам, под своја влијание и судската и обвинителската власт. И ми личи мене и целата ова приказка која што актуелната власт ја бутка како не знам какви реформи, уствари се сведува на персонални решенија во смисла да донесат своји кадровски решенија. Да му дадеме можност. Сакате нешто како да реплицирате, за да му дадеме можност и на господинот така. Приносењето на Уставот на Република Македонија за концепцијата на јавното обвинителство имаше многу силна расправа и дискусија. Поаѓајќи од принципот дека ние го прифативме либералниот модел на организација на државната власт, а тоа е нивната традиција, нивните обичаи, нивните нормативни решенија за тие органи. Ние треба да правиме разлика измеѓу самостојно независен и треба функционално независен. Кај нас се прифати принципот на функционалната независност. Да јавните обвинители си ја обавуваат самостојно својата функција без било кој друг да му се меша во извршувањето на својата функција. Тоа е значи функционалната независност. Прифатен беше принципот на хиерархиската субординација и на земањето на предметите, меѓутоа со измените на Уставот на Македонија, вие што викате по демократските решенија, еве до кај дојдовме нашето општество. Дојдовме да обвинителството има авторитет од 2% со углед и со вршење на функцијата. Не, се ти со тие куршеви 2%. Не. 2% приказваме со 2% е дојдовме да не функционира целиот правен систем, дојдовме до состојба да граѓаните веќе, сопствените граѓани не веруваат во нашата земја. Ако беше исконска желба на македонскиот народ да направиме самостојна држава, зошто сега не си ја сакаме државата? Па сега ја напуштаме и одаме во странство да работиме. Ја те прашам, зошто владата не ја сака оваа организацијата? Владата, согласно на член 88 од Уставот, има не од Уставот, првата реченица. Чекај, од таму произлегуваат основите кои се директно запишани правата и овластувањата на органите во нивната самостојност, во нивното одлучување, во нивните обврски кои ги имаат во правниот поредок. Владата ја утврдува политиката на спроведување на законите. Тоа е првата реченица на членот 88 од Уставот. Сега, ако дозволиме
да секој орган креира сопствено видување за примена на уставноправниот поредок во Република Македонија, јас мислам дека ние никогаш не може да постигнеме единствена цел во нашата држава и да профункционира нашата држава. Сега, се уште, ние не сме способни да направиме тоа што сакаат, еве, луѓето пред весниците што викаат дека треба да ги ослободиме сите органи. Кај ќе ги ослободиме сите органи, кога во Република Македонија судењето се да дојдете да видите како изгледа едно судење? Ќе ве прашаме и за тоа, бидејќи вие сте долго време по тие судски ходници. Дарко, вие што мислите околу изборот? Дали сметате дека е на ваков начин како што постои, дека е добро и оди во насока на независност? Не мислам дека е проблемот во самиот модел, затоа што секаде во светот можете да најдете различни модели на кои што е организирано јавното обвинителство и тие даваат различни резултати. Проблемот е во нашиот пристап и фокус на овие прашања, кој е многу технички и многу абстрактен. Секое прашање се трудиме да го решиме со некоја нова реформа што ќе смени закон, што ќе смени модел и така натаму. Ниеден концепт не е без своји недостатоци. Проблемот е што кај нас во пракса се среќаваме со ситуација каде таквите недостатоци, наместо да се исправаат и пополнуваат со добра пракса, тие служат како отворена врата за обид за злоупотреби. Сега, на тоа се надоврзува... Тоа сме многу вешти, веројатно, нели? Пристапот ни е таков, ние постојано размислуваме каде може да се најде некоја дупка и како таа може да се злоупотреби, а не како може преку праксата да се надомести она што законот не може да го предвиди однапред. Меѓутоа, дополнителен проблем е што во самата фела гледаме на еден начин недостиг на организираност и храброст за да се спротистават на ваквите обиди за злоупотреба и наметнување на некакво влијание, дали е тоа судството, дали е обвинителството, дали е која било друга гранка која што има некаква извршна моќ како што се инспекторатите, полицијата и така натаму. Така што вистинското прашање е зошто тоа ни се случува во пракса, зошто имаме таков пристап и зошто пред се самите обвинители и самите суди не успеваат да ја заштитат и да ја одбранат својата професија од ваквите обиди за влијание. Така што не мислам дека проблемот е толку во самиот концепт на законот. Проблем е тоа што во целата постапка ние ќе видиме само формалистичко и механичко применување на одредбите во пракса. Конкретно во овој пример, ниту ќе видите соодветна јавна дебата во Советот на јавните обвинители кога тие го даваат своето мислење, ниту владата ќе го аргументира својот предлог до собранието, ниту пак собранието ќе даде убедливи аргументи за кандидатот кој е избран. Доколку се направат... Ниту пак за волја на вистината кандидатите за претендент за оваа државно јавно обвинителска функција излегува нешто по медиумите со исклучок на Ристовска и на Раичевиќ, кои што барем двете прифатија и беа во телевизија 24 и другите не се озваа на поканите. Значи немавме нешто поголема транспарентност и желба, нели, за јавно представување. Вие пробавте да ги соберете четворицата? Како пробавме да ги собереме, меѓутоа двајца од те одма кажа дека не се заинтересирани и почнавме еден по еден и од тие еден по еден само Ристовска и Раичевиќ ни прифатија на поканите да дојде. Меѓутоа, ја поздравувам апсолутно таквата проактивност од ваша страна, меѓутоа медиумите не треба да бидат замена за институциите. Ништо не го спречува Советот на јавните обвинители да ги повика кандидатите кога имаат седница кај што треба да одлучуваат за овие прашања, да им дадат простор да ги презентираат своите програми и да се представат пред самите членови, затоа што во конкретниот случај, дури се вида тоа практично, еден од кандидатите не е од редот на јавните обвинители, тоа е судија. И членовите на Советот на јавните обвинители не ни можат да знаат каква е неговата работа. Со другите, ајде, можете да знаете, ги оценуваат и следат работата, меѓутоа за овој кандидат апсолутно немаат такви можности. Дури и самите тие ќе си олеснеа, доколку го направеа тоа, и ќе дадеа плюс кураж на јавноста дека тие на вистина ја носат одлуката на информации кои ги добиваат непосредно од кандидатите. Другото во насока на подобрување на ова што зборуваме 2% или колку проценти доверба, затоа зборувам бидејќи моментот, контекстот е така. Да, токму така, бидејќи она што во најголема мера ја гради довербата, односно недовербата во системот, е начинот на кој што вие ги спроведувате
работите да се види дека правдата е остварена. На некој начин мислам дека потврди, бидејќи гледате се од една страна они као да ме кај се да не бидеме ние да не се замеруваат со никого. Персонални, па уште помалку политички, меѓутоа они се уствари најстручното тело. Сега они уствари, ако препуштаат владата која што за тоа е лаик, како они не можат да најдат кој од овие е подобар, или двајца, да речеме, да парем да го стеснат, како би знаела владата? Владата гледа, како што си гледа, знаеме како гледа. Пријатели и непријатели. Овој врз основа на некој лично искуство да не го зборувате пријатели и непријатели или не? Јас мене ми се свита дека непријатели. Не уште два збора во таа насока. Како што е поставена законската норматива, убиус иби ремедиум постапката како се бира јавниот обвинител, јавниот обвинител практично го бира собранието. Го именува, така. Не го именува, го бира практично. Бидејќи владата е избрана од собранието, лидерот на партијата ВМРО, која е на власт во Македонија и е председател на владата, може ли неговата партија, пратениците, да гласаат против неговата волја? Тоа е абсурд. 161 пратеници. Тоа е абсурд. Тоа значи дека кој владата ќе го номинира, собранието само ќе го аминува. Затоа што собранието со тој изборен модел на пропорционални избрани пратеници практично не е способно да врши политичка контрола на вршењето на функцијата на владата. И ние тука ги губиме сите основи за да спроведеме правна држава. Кај нас владее системот на харизматичко владење на политичките лидери на партиите и практично семантичкиот пристип криењето на политичките партии зад законите ги остваруваат своите програмски цели или својата волја ја преточуваат во правен поредок. Тука ние паѓаме и не сме способни да бидеме правна држава. Не можеме да бидеме. Треба да се изменат многу работи, не е само судството, што вика колегата, да ние нормативно да му напишеме друг модел на закон. Да видиме на кој начин тој модел на закон ќе раѓа плодови, зашто секое дело кој патува низ етерот на правната иницијатива, прво се носи одлука, после по одлуката припрема, по одлуката се носи перфикара или последиците од донесувањето на таков закон. Еве ги последиците, ги видовме. Јас сакам сега да го прашам професорот Калеџиев, тој во еден исто така јавен настап деновиве на едно интервју кажа доста интересна теза дека нели тоа што во последните години судството, правосудството се најде под огромен притисок што на меѓународните фактори, што и на домашните се разбира тука, вели дека не се согласува дека баш најлошите работи, дека баш судството е највиновно и за оваа стапка на организиран криминал и корупција што ја имаме, не баре судиите велите се тие што генерираат корупција и криминал, туку дека можеби повеќе нели кривицата ја ставате на полицијата, а за полицијата никој не зборува. Судството и под притисок на таквото мнение и на притисоци што ги доживува, понекогаш носи вакви или такви одлуки во дадени процеси судски. Најкорумпирани се политичките партии. Политичките партии заради својата корупција, они се они владеат со овие средствата, буџетските средства, и тоа е моторот на корупцијата. Особено нашите партии кои што надвор од реторика го имаат за природно дека кога ќе дојдат на власт ќе си донесат најнормално своји луѓе на позиции, ќе си местат тендери, ќе си уживаат, што викаше Липчо Георгиевски, ќе си уживаат привилегии. Значи, власта ја доживуваат како привилегија и како воен плен од добиени избори. Војната што водат они против судството е штетна,
ако они сакаат навистина да се борат со корупција, па и со корупција во своите редови, они треба да најдат начин како судството да биде пофункционално, да застане на нозе, и ако им е вистинскиот интерес борба со корупција, вклучително и во сопствените редови, тогаш би имале многу поинаков однос. Вака они од почеток мислам дека целата војна ја водат да ги омаловажат главните виновници. Тоа нигде нема да го следне. Ова во светот е до сега овој тип на кампања што ја води оваа влада, до сега ја мислам, барем ја колку знам, не е средната во светски размери, да се представи во јавноста дека главните виновници за корупција и све се ни повеќе ни помалку се судиите и обвинителите. Нормално дека во сите власти има и кај нив корупција. Нормално е дека од нив очекуваме, можеме да сме построги спрема нив, бидејќи очекуваме они да се во првиот ред на борбата. Меѓутоа, они се толку изложени на јавноста, што они кај нив можностите за корупција се многу лимитирани. Во таа смисла ја спомнам, полицијата кај нас статистиките не покажуваат лоши резултати на обвинителството. Обвинителството има супер резултати, сите спорови ги добива. Дури ја се чудев, кога се работеше овие новите закони, они дури, тука е нормално дека обвинителството ќе го добие случајот, што они немаат критериуми на изгубени случаи да се водат како на штета во кариерата, бидејќи нормално е да ги добиваат случаите. Ниф им е тоа како од напред дадено, врз основа на тој некој се уште однос што го имаат близкост со судиите. Наместо власта да го менува тоа, она оди по оваа линија да ги дисквалификува за утре, прво да донесе своји, кои што утре ќе ги штитат, или ако дојде некој под удар на власта, ќе каже тоа тие суди беше, пата и тие обвинители тие за ништо не ги видат, тие се корумпирани, од напред се предпоставам подготвуваат терен да се излечат од можни постапки за одговорност. Инаку, она што ја спомнав, полицијата по статистики да се гледа дека огромен број од непроцесирани случаи кои што никој не знае од кои причини се отфрлени или се држат во фиока, се користат за злоупотреби, за уцени и слично. Никој не прашува, не прави анализа на тоа. Овие случаи кои што се релативно транспарентни, бидејќи ги следи јавноста, искачат најпроблематични. Сигурен сум дека не се најпроблематични, кривичните судови, сигурен сум дека има повеќе корупција во граѓанските, например. Има повеќе во апелацијските судови каде што нема јавни седници. Меѓутоа, овие првостепениве се најизложени. Но притисокот е тука најмногу. Нели? Целата приказна е поставена наопачки. Кој го има смислено тоа? Не знам, меѓутоа едно сум сигурен, некои од овие приказки за слабостите во судскиот и обвинителскиот совет и што ја знам, кои што постојат, меѓутоа не се од таков размер. Прво, самите совети не се толку важни. Од еднаш кога искочи сега во Македонија дека судскиот и обвинителскиот совет се највисоки органи, дека од нив тие не учествуваат во правораздавање. Или па дека не ја вршат својата функција, не покажува тоа. Ние имаме кај судиите огромен број на разрешени судии, сега сите за фер судење скоро објавија една убава студија. Затоа се ќе одам на Врамовски беше околу. Сакам да кажам, нормално е да има и критика, нормално е да има и расипани јаболка, има као човечка слабост, особено во општество кое што нема степен на професионалност и на одговорност као нашето. Значи, ние немаме ни тој степен ни на општа, ни на правна култура. И нормално да има и корупција, и коруптивни суди, што да знам. Меѓутоа не можам да кажам дека ако веројатно пропорционалност е иста или полоша кај другите отколку во судството. Значи, ако има од 50 суди, ако се тројца корумпирани, сигурно не е подобра состојбата во полиција.
Ме разбирате? Така да, мислам ве разбирам во кој контекст А поинтерпретирате. меѓу политичарите веројатно секој втори е корумпиран. Ако не и од тројца двајца. Да. Пауза сега ќе дадам за реклами, па продолжуваме. Почитувани, продолжуваме со анализа 24. Одиме со Аврамовски. Аврамовски, вие скоро, како што најави професорот, излеговте со една анализа за тоа колку санкционирани се суди. Вие во една прилика изјавивте дека некако со овие огромни притисоци врз судството, некако судиите тоа ги тера на инстинкт се појавува кај нив да се сокријат и нели да бидат невидливи по можност. Да, професорот многу убаво го лоцираше големиот дел од проблемот, а тоа е дека транспарентноста на судовите ги прави да бидат поизложени на критика на јавноста и дека се повидливи сите оние недостатоци. Поради тоа, кај нив се наметнува на некој начин размислување дека доколку не се толку транспарентни, работите ќе бидат подобри, нема да бидат толку критикувани. Но главната поента е тука што тие треба активно да учествуваат во градењето на својата репутација и градењето на својата транспарентност, затоа што не треба да се подразбира транспарентноста дека е доволно само вие да имате објавено одлуката, туку дека треба да имате и јавно образложено одлуката, дека треба да гостувате во емисии, да давате интервјуа, да правите брифинзи со новинари, за да можете да запознаете јавноста, да ги образложувате своите одлуки и на краток едноставен начин на кој што ќе може да ве разбере и пошироката јавност, а не само апстрактно да цитираат одредби од законот или делови од биографијата на кандидатите. Сега тие постапки се нови, па заради тоа ги земам како пример. Доколку сакате да изградите доверба во јавноста, доколку сакате да покажете дека се борите со корупцијата, дека градите професионализам, мора да бидете проактивни во тој дел. Ги спомнавте дисциплинските постапки. Таму може да се види дека дури и кога се правосилно завршени дисциплинските постапки, кога се разрешени судиите, тие сепак се анонимизираат одлуките покрај тоа што сите знаат кој е судијата кој што бил разрешен. Дел од овие одлуки доскоро и не беа јавно достапни, еден дел се уште не се јавно достапни и не можете да ги видите. А ако ги прочитате внатре, кои се имаме, повторно професорот тоа го кажа, дека имаме исклучително висок процент на разрешени суди врз основа на поведените постапки за одговорност против судија, во речиси ниеден од тие случаи нема да најдете јасно и убедливо образложение по кое што ќе ви убеди дека на вистина советот ја донел вистинската одлука. И тоа не е така само со судскиот совет. Тоа е, тие проблеми ни обстојуваат на секаде. Поентата е таа да точно може да видите и во случајот со Кочани, трагедијата со Кочани, главното потфрлање таму не беше од страна на судовите и на јавните обвинителства. Потфрлањето беше од страна на полицијата, од страна на инспекцијските служби, од страна на локалната власт и така натаму, што само ни кажува дека проблемите со кои што се соочуваме, односно проблемите кои што се видливи во судството, се најверојатно присутни и во сите други сегменти од нашето општество. Само судството е она што е експонирано и таму можеби се тие лекции кои што треба да се научат. А инаку да, судовите носат поголема одговорност отколку сите други за да се справат со корупцијата, меѓу другото и со корупцијата и непрофесионалното однесување во сопствените редови, затоа што не сите пропусти и скандали кои што ги гледаме се должат на корупција, некои од нив на вистина се должат на непрофесионалност и на незнаење. Дали располагаете со бројка од тие видливи податоци што можат да се видат колку од судиите се санкционирани или се соочили со дисциплински постапки? Да, значи од 2019 година кога се смени законот за судскиот совет и беа направени измени на законот на судовите, до моментот кога ја завршивме нашата анализа, во меѓувреме имаше уште неколку случаи, беа 20 постапки за одговорност против судија, 10 од нив беа разрешени, тоа е 50%, значи резултираат со разрешување. Подоцна имаше уште неколку постапки, меѓутоа мислам дека процентот е горе-доле останат ист. Така. Добро, господин Гошев, дали мислите дека некако ветинг како беше во судството ќе дадеше повисоки резултати или не? Напротив, еве што вели вашата пракса, вие работите како адвокат и секој ден се соочувате. Јас веќе работам цели 26 години како адвокат и секој ден сум скоро на судење. Сега,
Корупцијата во судството се ствара на два начина. На официјален начин, кога собранието му носи закони на судството, кои што му ја зголемуваат официјалната максима, односно формалната процедура, преку која можат судиите волјата на било кој што сака да ја наметне да ја остварат. Се мисли нарушувањето на принципот на слободната диспозиција на странката и официјалната максима, странките не се равноправни во постапката. Затоа што формалната процедура практично му овозможува на судијата да донесе каква сака пресуда во нашиот правен поредок. Уште за време на раните времиња е забележена таа слабост во нормативната смисла. Собранието ги менува законите, точно му ја зголемува улогата на судијата во постапката. Судијата одлучува кој доказ ќе биде изведен, кој доказ ќе го цени, кој доказ нема да го цени, кој ќе му даде збор и на крајот ќе утврдува кој е виновен и каква ќе биде одлуката за санкцијата. Тоа прашање кај нас го има расправено професорот Поп Ѓоргиев во добри книги напишано за таа работа. Втор човек кој разговарал на таа тема е еден професор Трива, еден хрват, кој кажува дека формалната процедура која му овозможува на судијата да има доминантна улога во судењето е најголемиот модел или право да се руши законите во една држава. Значи, формалната процедура, ако не е контролирана преку пропишани форми во законите, тогаш, добро кажува професор Јеринг, кај што кажува дека душман на формалната процедура се правните форми кои собранието треба да ги донесе, за да може да го контролира на законит начин вршењето на судската функција. Ако вие го погледнете законот за судовите, во членот 65... Сепак сметате дека сега прешироки ингеренции им се дават на судиите. Не така прешироки, тие се лекс анимата. Тие можат да донесат каква сакат пресуда и не одговараат за неја. Имаат имунитет, во членот 65 има два вида на имунитет. Едниот е материјалниот имунитет, кај што во вршењето, во пресудувањето, тие не одговараат било каква одлука да донесат, и во процесно-правниот индемнитет, кај што го штитат да не биде притворен во направено кривично дело, освен да може да биде притворен ако за него биде изречена казна, се води за кривично дело да му се изрече казна повеќе од 5 години. Тоа е официјалниот дел кој собранието му овозможува на судството да биде коруптивно. Неофицијалниот дел се дисциплинските постапки. Неофицијалниот дел е изборот на судиите, како се бираат судиите. Неофицијалниот дел е негативната селекција преку Академијата на судии. Кај нас е толку развиен непотизмот, тоа веќе не може да состави совет за водење на кривична постапка во Кочани заради роднини, судии и адвокати. Може да замислите вие у каква состојба сме. Судот е нефункционален заради непотизмот. Полос адвокати се деца на судиите, деца на обвинителите. И сега вие како ќе ја најдете правдата? Они практично функционираат по своја совест и своje видување. Кај нас не корупција, кај нас веќе граѓанинот воопшто не е сигурен во правниот поредок во кој живееме. И при сите докази да ги имате, кога сака судот да го реши прашањето, ќе го реши на начин како што тој смета и мисли. А дали ќе остварува, дали ќе биде некој казнет, не казнет, системот повторно ги раѓа тие луѓе кои ќе го кршат системот. Затоа што ние му овозможуваме на тој начин он така да постапува. Па добро, и самиот Трибе рече кај вас самите закони се така концепирани да генерираат корупција, нели, можност за Така. за Сега, кога дубиози. за најглавно кривично дело кај нас е кривичното дело злоупотреба на службена положба. По Така, еве 353. сега еве новите измени таман да ги искоментираме на Тоа казано. е најглавното дело кое политичките партии се обрачунуваат со своите противници во фаќањето, во добивањето, во учеството на изборите на власт.
Злоупотребата на службената положба практично значи приватизирање на службената функција во своји цели. Не е злоупотреба само да не постапувате и не е злоупотреба само да ги пречекорите вашето овластување. Злоупотреба е во субјективно правна смисла, кога ќе ја запазите процедурата, меѓутоа законот не ги постигнува целите зошто е поставен. Значи, повторно ќе се направи истата корупција во формално исправна процедура. Мисло овие последни измени на законот за така Кривичниот закон. Ништо тоа не е реформа. Ние треба малце вака постручно да седнеме да поразговараме за сите прашања што сме учествувале. Јас сум ги донел сите закони за правосудството 91 година. Сум ги донел, јас сум практично основач на правосудниот систем во Република Македонија. Законот за судови, законот за обвинителство, закон. По член 12 од Уставот сите закони за конституирање на државата се направени од мене. И од покојниот Јован Проевски. Тогаш немаше ни правосуден испит. Кој знае кој имаш? Ама јас бев шетам из цела Европа се судев во Југопромет, додека вие не бевте слушнале за такви судови. Тоа е проблемот кај нас. Да. Аврамовски, вие во еден момент рековте кривичниот законник е прилично сериозен пропис, стабилен акт кој не треба често да се менува, но еве ние се соочуваме од 2023 едни измени, па сега измени на тие измени, има нов кривичен закон, што се вели дека во јуни. Извинете, колега, само да, добро, поведете. Во извршувањето на судската функција. Судската функција не е правораздавање. Државата не му е поклонета на судиите, па тие да го раздаваат правото бесплатно. Судската функција е практично авторитетно кажување во споровите на граѓаните што е право, што не е право. Тоа е вулгарен е зборот кој ќе кажете раздавање на правда. Тоа не е точен назив. Точен назив е кога судиите авторитетно ќе ги решаваат сите спорови меѓу граѓаните. Тоа е давање, вршење на судската функција и тоа е правдата што треба да ја даде судот. Ние тука паднавме. Ние немаме ниту една одлука донесена авторитетно во нашиот правен поред. Така и се мисли, никој не мисли под правораздавање дека они бакшиш даваат. Ама друг е впечатокот кој ќе кажете вие правораздавање. Правораздавање значи од таткот ја го си добил некој имот и да го раздаде. Добро, и тој термин кој има дели во правниот промет се користи, да, зависи кој како го поима. Еве, Аврамовски околу последните измени на кривичниот закон. Значи, било кој закон во суштина треба да е стабилен акт, затоа што сите промени, сите чести промени влијаат на правната предвидливост и на правната сигурност. Од друга страна, кога имате чести измени на определен пропис, тоа може да биде и симптоматично дека е последица на некои лоши намери во позадината, односно како што кажа господинот Гошев, определен обид законот да се искористи, да биде наменски донесен за да задоволи определени интереси. Кога станува збор за кривичното законодавство, таму законите треба да бидат исклучително јасни и прецизни и особено не треба да постои толку многу чести измени. Како што кажавте и самите, се доведовме во ситуација ние за некој период од 4-5 години да имаме веќе 4 различни верзии на кривичниот законник кои што се однесуваат на некои од можеби најпроблематизираните кривични дела во овој период. И самото тоа оддава прво лоша перцепција во јавноста, второ ја намалува можноста за вие соодветно да се справите со ваквиот тип на корупција. Особено кога ваквите решенија се нецелосни или пак се проблематични од разни аспекти, проблемот се амплифицира дотолку повеќе. Така. Професоре, вие околу овие измени на кривичниот законник? Прво мислам дека е невообичаено и да не речам некултурно овој тип на правна регулатива кај што зависи и работите зависат од точки од запирка, да ја носат за сложени кривични дела, да ја носат, да ја предлагат група пратеници. Едноставно,
немаат не се квалификувани за тоа и мислам дека требаше да се остави без притисок. Не знам зашто и странци ве притискаат за тоа со рокови, како да сме сега на некоја трка, па роковите за законите до јануари, до февруари. Мислам, тоа малку ја губи смислата и овие бюрократи од Европа се исто чудо невидено и тие забегуваат по некои своји бюрократски проблеми. Не се прави тоа така, не е нас сега целта да имаме нови закони до јануари или до февруари. Фино, нас не требаше дури пообсежна дебата за кривичниот законник од аспект на тоа што ние долго време го крпиме и имаме дури несразмерност во казнената политика. Некои Меѓу дела делата се изречената престроги, казна, на тоа мислите? некои се практично многу ретко се користат, треба да се преиспита дали треба да обстанат. Така што многу се работи на многу новини, има на светски план кои што се исто контроверзни од типот на овие новини, перење пари и слично, кои што се и светски тренд и треба да видиме како на најдобар начин би се внеде во секој брзање прави проблеми. Ако земете перењето пари, оказа последните измени што се внесени, се многу контроверзни. Содржат процесни одредби што не има место таму, содржат стандарди на докажување. Иначе ова се слагам за едно од главните слабости на нашето судство, се тоа што тие се под огромен притисок за осудителни пресуди. И тоа е, сум го кажал повеќе пати, таа традиционална слабост од притисок на новата власт и на јавноста, која што притиска за уште повеќе казни, уште повеќе постапки, а судиите ги блокира. А судиите не им стиска да донесат ослободителна пресуда. Овие исто така има страв да се спогодуваат и се блокира на некој начин системот, се оптоварува со непотребни постапки. Судиите Постапки кои долго траат исто. Постапките кои што случаите што не се доволно подготвени треба да не се пуштат на судење. Ние имаме фаза на контрола на обвинение која што е комплетно дисфункционална, под страв да не се земат одговорност некој да не ги напаѓа зошто ја сопреде постапката, иако очигледно нема докази. Или докази така што не се законски, што не се доволно и тоа. И го пуштат на судење. И сега пазете, кога ќе пуштате вие неспремен случај на судење, нормално е дека тој ќе трае. Еве сега со Кочани. Тоа обвинение нормално не треба да помине. И сега го пуштате вие тој случај кој што ќе чини куп пари. Затоа зборат многу од адвокатите на делот обвинетите. Тоа е погубно за еден куп семејства, вие на крај да немате осуди. Тие се семејства кои што се практично уништени. Знаете што значи да ве судат 5-6 години? Вашиот живот е подобро одма да одите у затвор, него да ве судат 5 години. Луѓето така им изгледа тоа 10-12 години, сега почнам по 13 години да даваме за собреќајка. Кој 13 години се дава за двојно убиство, не за собреќајка? Или сега собреќајката била, ќе одговарал таткото, собреќајката била сумисла. Нема таков будала што наоѓа на место сумисно собреќајка кога самиот ја вози колата. Па прво е опасна за тоа што вози. Тука логично е дека имаме лекомисленост, имаме друг степен на одговорност. Дека убио, дека некој ќе седне во кола за да убие некој на пешачки, не е човечки. Треба да е луд човекот, ако е луд, тогаш не може ни да одговара кривично. И такви се под притисок на тоа, на јавноста, нашата јавност е језива. Толку нема смисол не за презумција на невиност, за состојбите во затворите. Особено состојбите во затворите никој не ги дискутира. На тие казни, 13 години вие во Идризово, боле одма да се фрлите у Вардар. Да, еве, Гошев, ќе ве прашам вас, дали го имате ова забележано како појава притисокот врз судството, на некој начин судиите да го транспонираат во одлуките со подраконски казни, да речеме, дали имате таков печат? Јавниот притисок практично значи
водилја за нашите судии да донесат потешки осудителни пресуди. Тоа е факт. Водењето на спорот или на кривичниот предмет во Кочани за мене е безсмислен предмет. Може да замислите Според обвинението? според обвинението. Според член 25 од Кривичниот законник, кривичната одговорност е субјективна. Секој одговара за дејствието кое го превзел за настанување на тоа дело што настанува. Доколку станува збор за соизвршители, како сите што ги судат таму, 37 луѓе, прашувам сега, која е нивната умисла заедничка да го направат тоа дело, кога тие луѓе никогаш не биле заедно? Од 10 години стара превземано дејствие, сега вие да одговарате за последици. Може да замислите вие. Јас пак мислам дека тоа е политичка пресметка. Политичка пресметка за покривањето на небулозите заради нефункционирање на власта. Кога се носи еден закон, треба да се почитуваат два принципи. Тоа е потребата од донесување на тој закон и целите кои треба да ги постигне тој закон. Добро вика професор. Може да замислите вие да го смените кривичниот законник за злоупотреба на службена положба, кој што направи, без да има дискусија. Не зборувам дека некој се ослободил или не се ослободил, зашто законот е општо правило, кое регулира неодреден број на случаеви со исти битни обележија. Зашто неговата диспозиција во субјективниот дел, во објективниот дел ке постои во кривичниот законник. Меѓутоа, ретрибуцијата на нашето судство, кај нас големите предмети, судовите ги водат по 15 години. Предметот за митралезите МГ3 го водев цели 14 години. И на крајот добивме ослободителна пресуда. Предметите за кражба со шуми, организиран криминал, предметите со царината, организиран криминал, сите му застареа. Сега. Со измените од 2023 на каза. Да, сега се поставува прашањето сега. Дали со скратувањето на изрекувањето на казната, која е согласно на член 107 и 108 од Кривичниот законник е причина за да може да се води постапката, да не застаре постапката, сега се поставува прашањето. Ами како судот да ти води постапка 15 години, вие секој месец да доаѓате на судење, дали вашата фамилија нема да биде уништена и вие психички нема да бидете уништени? Ние имавме генерали за митралезите МГ3, што беа. И на крајот сите беа и кадрово уништени и психички уништени. Луѓето. И на крајот ослободителна пресуда. На кој ќе му служи таа пресуда? На никој. Тоа не му служи. Затоа ние немаме доверба во судството. Затоа законите кога се дискутира, добро Тацит рекол уште на времето, колку е државата покварена, повеќе носи закони. Ние не треба да носиме, што вика, секој ден да ги менуваме законите. Зошто тогаш, при измената на секој закон, значи, оној кој е носител на политичката власт и моќен во собранието, смислено, по своја волја, прави уставноправен поредок кој ќе му служи на него. Никој не прави поредок што ќе му биде поголем како општо добро за сите граѓани. Затоа ние, нашиот кривичен закон не смеевме воопшто да го чепкаме, да правиме ништо. А уште поголема штета направивме. Со законот за кривична постапка, ние направивме таму сублимат измеѓу континенталното право, нашето инквизиционо право и англосаксонското право. Воведовме стварно револуционерни модели, начини на водење на таа постапка. Меѓутоа, ние не го учевме тоа право во нашите школи. Ние не бевме спремни да го спроведуваме тоа право. Му дозволивме спогодување со јавно обвинителство, што уште еден услов за правење мито и корупција. Може да замислите, со признавање на вина, место да лежиш повеќе казна затвор, на тебе на половина ти ја намалуваат
казната затвор, како што направија судиите кои примале мито од 10.000 евра. Тогаш, на кој му служи, кое добро е тој закон, што добро му прави на народот, тој закон што го имаме ваков? Ние треба да водиме сметка. Не само да нудиме револуционерни решенија, туку да го внимаваме колективното паметење на нашиот народ, кој ќе донесеме закон и способноста на тој народ што живее во нашата држава да ги спроведува тие регули. Ако тој не е способен, не знам што да му направиме. Ништо нема да биде од нас. Тоа е основното прашање на кое треба да си даваме одговор. Ама ние некако не си даваме одговор, повеќе одговор ќе ни дадат пак и представници од меѓународниот фактор, прибе да го земам, кој што самиот кажа дека во системот кај вас се носат закони по мерка на поединци, на одредени политички номенклатури. За мое време кога бев министар, и тоа да ви кажам, дел од законите не се. Јас бев во Париз, во Палат Луксембург и се сретнав со Прибе. Имав прилика да се видам, да ги видам нивните начини на одлучување, начини на однесување, правење и така натаму. Ние не сме ништо подоле, нити поглупави, нити по необразовани. Ние сме само неорганизирани. Тука е нашето. Не би рекол, ама Тоа е нашето. не сме пообразовани сигурно. А со глупави. Јас Прибе добри забелешки даде. Прибе не е само тој што беше тука присутен. Он имаше 12 експерти. Тим, да. Кој цел тим по сите основи дадоа одговор. Меѓутоа кажете што прифативме ние. Ништо не прифативме, професорот пред некој ден имаше постирано за таа комисија граѓанска што требаше 6 години комисијата не е формирана за и не е формирана за прислушкување како цивилна, да речеме, контрола. Толку ли знае таа комисија? Ние треба да се цивилна контрола на консултираме со прислушување се уште не е формирана. Ако друг за нас ни прави закон, тогаш нашиот народ го изгубил својот суверенитет. Само народ кој може да донесе закон и устав, тој го има суверенитетот на таа држава. По принципот на Бодин, тоа се вика суперанус. Ако над нашата власт има друга повисока власт, тогаш ние немаме суверенитет на нашата земја. Така е, треба да се бориме за интегритет и особено судиите, обвинителите, па и вие адвокатите, и зашто да не како не? Сте битна алка во тој случај така. Адвокатот мајка му суди како кривичен, он суди до нејзината соба, на другата страна води предмети. Како може тоа? За тоа прашање, уште кога го правевме законот за судовите. Конците се многу одамна испоштали во тој дел. Ние воведовме со Јован Проевски одредби кај што не можеше да има таков непотизам во нашето правосудство. Меѓутоа, од Фелата поднесоа иницијатива на Уставниот суд и председателот на Уставниот суд Јордан Арсов пред мене ми го укина тој член од законот и така тргна работата. Кој што тргна. На крај сме речици на емисијата. Аврамовски, нешто за крајеве. Македонија повторно на 84-та позиција на Transparency International. Минатата година бевме 88-ми, сега сме 84-ти, но поради тоа што нели има измени кај други 4 земји, па заради тоа сме паднале на тоа ниво. Повеќето метрики, доколку ги гледате, ние имаме или стагнација, или за жал во определени делови дури уназадување со перформансите. Тоа не е некоја новина и тоа е тоа што загрижува во ситуацијата, што веќе долг период се дури сега веќе сме во ситуација, во позиција да дебатираме за проблеми за кои што се дебатирало со години наназад и кои што обстојуваат и никако да ги Никако решиме. да се отстранат тоа. Клучниот момент е тука дека треба да разбереме дека дел од правото е и уметноста на расудување и уметноста на превземање на одговорност. Предходната дискусија што беше за притисокот од јавноста. Судиите многу често подлегнуваат под таквиот притисок заради тоа што е полесно да не ја превземат одговорноста, туку да префрлат кај јавноста. Таква е одлуката не заради мене, затоа што јавноста треба да ја задоволи својата жед за крв. Многу често се случува во нашиот систем да гледаме такво префрлање на одговорноста. Дали ќе биде виновен законот, дали ќе биде виновен системот, дали ќе биде виновен буџетот и така натаму. Меѓутоа не гледаме
проактивност и иницијативност од внатре за да се справиме со проблемите во судството. Затоа и голем дел од нашите реформи се неуспешни, затоа што се на некој начин наметнати од страна, наметнати од надвор, дали е тоа меѓународната заедница, извршната или законодавната власт, и поради тоа отсуствува она чувство на одговорност кај самите суди и јавни обвинители да ја унапредат сопствената професија. Професор Калајџиев, нешто за крај на емисијава? Нема едноставни решенија. Наједноставно што може власта да направи да унапреди состојбата е да се трне од судството, да го остави тоа да работи, не е толку лошо како што се тврди. А ако сака да помогне, тогаш нема брзи решенија, треба да се вклучи сигурно и стручната јавност. Во светот реформи не се прават дај закони, сега по член ќе ги шкртаме одредбите, стај у член 2 ова место она. Не се прави тоа така, не се прави мал мозок, не се прави на 10 души да се соберат во една просторија и да направат измени кои што нели другиот ден ќе се спроведат, да. Се прават истражувања на проблемите во практиката, се прават истражувања на споредбеното право и меѓународните стандарди, да се купат, ништо не е измислено, нити ние ќе измислиме, не се самите странските решенија не се лоши сами по себе. Прашање добро, како ќе ги имплементираме, ако ги знаеме сопствените слабости. Ние очигледно не ги знаеме сопствените слабости, бидејќи со години удираме со глава од зид истите проблеми. Па ја гледам, наоѓам случајно на интернет, мој интервју од пред 10 години, од пред 20 години, Боже Господи, истите проблеми, истите констатации. Значи, ние сме изгубили 20 години уместо. За едни исти проблеми. Затоа што не сме им пришли на проблемите организирано. Или сме пришли од аспект на дневна политика, а тоа сигурно не е добро. Гошев, нешто за крај да кажете? Еве вака, за крај би рекол, во Македонија, за да имаме правна држава и да може нашата држава да функционира, ние треба многу да работиме на менталитетот на овој народ. Зашто овој народ е веќе заболен од карцином, кој произведува само рушење на правниот поредок кој го имаме во нашата земја. Се додека не почнеме да ја подобриме нашата свест и сваќање за градење на државата и како општо добро на сите граѓани во нашата земја, а не државата да биде инструмент за остварување на даден интерес, ние никогаш не може да го средиме нашата држава да функционира согласно на уставот, законите и сите други акти. И едно, јас така барем размислувам, ние сме граѓанска држава. Кај нас граѓаните се еднакви пред уставот и законите. Ако националните колективитети се основа за стекнување на одредени права во нашиот уставноправен поредок, ние тогаш ќе имаме асиметрични политички заедници и ние никогаш нема да имаме консензус за градење на нашата држава. Тоа убаво го кажавте, ние мора да завршуваме, времето истече. Ви благодарам многу за учество во оваа емисија, до некоја наредна прилика се разбира ќе ги зборуваме овие теми. Благодарност до сите тројца и благодарност до нашите почитувани гледачи, довидување.